Централен дневник на К1, добро вечер. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. Германски инвеститори заинтересирани за отворање капацитет во Росоман. Денеска и утре уписи на 9 оделенците во средните училишта. Повреден пешак во сообраќајна незгода во Велес. Министерот за странски инвестиции Бил Павлевски заедно со германски инвеститори беше во посета на Росоман. Германските инвеститори се заинтересирани за отварање капацитет за производство на апарати за домаќинство во помалиот дел од поранешната фабрика за конзервирана храна. Германски инвеститори во придружба на министерот за странски инвестиции Бил Павлевски во посета на Росоман ги разгледувале можностите за инвестирање. Како што изјавија од општината, германските инвеститори се заинтересирани за отворање капацитет за производство на апарати за домаќинство во помалиот дел од поранешната фабрика за конзервирана храна. Во телефонска изјава за К1 информацијата ја потврди и градоначалникот на општина Росоман Стојан Чалазов. Ова нивна посета беше повод да разговараме за условите за вработеноста, за можноста тие да инвестират. Во првите разговори и во првите контакти тие се задоволни од она што го видов во објектот и сакат што час поскоро да почнат со производство. И тука најавија нови 1000 вработувања во овој склад кој што навистина во овој момент така стои празен. Портпаролот на општината пак Ѓорги Крстевски изјави дека поголемиот дел од поранешната фабрика е веќе продаден на скопска фирма која ќе преработува земјоделски производи. Со оглед на тоа дека фирмата веќе ја вклучила електричната енергија и ги ангажирала првите работници, се очекува официјално да започне со работа од септември. Се создаваат услови за привлекување нови инвестиции во Велес. Потврда за ова е програмата за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови за 2016 година, која Советот на општина Велес е усвои на 53-та седница, истакна Живека Транџиев од партиската говорница на ВМРО ДПМНЕ. Велес се враќа на мапата на градови кои се сигурни и поволни за инвестирање. Град во кој инвеститорите ќе бидат охрабрени да вложуваат во отворање на нови погони за производство. Потврда за ова е програмата за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови за 2016, која Советот на општината ја усвои на 53-та седница, истакна Живека Транџиев од партиската говорница на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Оваа програма е збогатена со нови урбанистички плански документации за изработка, од кои 6 директно се во функција на економскиот развој на градот. Програмата предвидува изработка на детален урбанистички план на површина од околу 16 хектари за областа која покрива фабриката Киро Чучурк. Инвеститор на овој урбанистички план е општина Велес и целта на донесувањето на истиот е создавање на можност за рестартирање на постојниот индустријски капацитет, отворање на нови работни места, трансформација на земјиштето и изградба на нови објекти. Катранџиев потенцира дека интересот за водење бизнис во Велес се зголемува, при тоа истакнувајќи ги политиките на владата предводена од ВМРО ДПМНЕ, кои придонесоа во изминатиот период да се отвори фабриката Маркарт, Евробрик ја купи фабриката Киро Чучук, како и подпишаниот договор со индиската групација BRG за рестартирање на поранешната фабрика Порцеланка и отворање на нови 1000 работни места.
Државниот завод за статистика објави дека продажните цени на производителите на индустриските производи на домашниот пазар во мај биле повисоки за 0,8% на месечно ниво и за 0,5% на годишно ниво. Валентина Михайловска ги има деталите. Државниот завод за статистика објави дека продажните цени на производителите на индустриските производи на домашниот пазар во мај биле повисоки за 0,8% на месечно ниво и за 0,5% на годишно ниво. Во споредба со април, продажните цени се повисоки во групите нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,6%, трајни производи за широка потрошувачка за 1,5% и интермедијарни производи, освен енергија за 1%, додека во групата капитални производи се на исто ниво. Продажните цени во однос на мај минатата година се повисоки во групите капитални производи за 7,6%, трајни производи за широка потрошувачка за 3,9%, енергија за 1,6% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 0,3%. Во просториите на фондацијата Фокус во Велес се одржа дебата на тема слободата на изразување, демократија наспроти автократија. На оваа дискусија говореа представници од невладините организации, Инфоцентарот, Центарот за развој на медиуми и Хелсиншкиот комитет за човекови права. Дебата на тема слободата на изразување, демократија наспроти автократија се одржа во просториите на фондација Фокус во Велес. Целта на истата, велат организаторите, е да ја поттикне да ја засили јавната дебата за нужноста од почитување, практикување и заштита на слободата на изразување и слободата на здружување како основни човекови права загарантирани со меѓународни конвенции и документи, како и со Уставот на Република Македонија. Ваков вид на работилници веќе одржавме во повеќе градови во Република Македонија. И освен што разговараме за важноста од почитувањето на овие слободи и права на граѓаните, ние ги поврзуваме и со настаните поврзани со шарената револуција, при што очекуваме од учесниците на работилницата да ни ги кажат искуствата, значи надвор од Скопје што се случува. Од Хелсиншкиот комитет напоменаа дека тие даваат можност за бесплатна правна помош за сите оние кои што трпат последици од нивниот активизам. Да укажеме дека постои можност да се помогне, дека Хелсиншкиот комитет од самиот почеток на шарената револуција, па и лани, после протестите од 5 мај, дава бесплатна правна помош за сите оние кои што трпат последици по нивниот активизам и учество во протестите. На оваа дискусија говореа представници од невладината организација Инфоцентар, Центарот за развој на медиуми и Хелсиншкиот комитет за човекови права. Веле Алексовски во име на ГДОМ, како и на оние што свесно размислуваат за Македонија, повикува на освестување на македонскиот народ. Алексовски смета дека насилството кое се случува во земјава ќе се одрази и на следните поколенија. По 25 години самостојност, кога започнавме да одиме кон подобриот животен стандард, ни се случува лидери на невладини организации да даваат изјави и да ја поддржуваат шарената револуција, која пак и не знае што бара. Со насилство и варварство не се постигнува ништо, порача Веле Алексовски од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Кога почнеме да одиме напред кон подобриот животен стандард, кога сакаме да имаме и ние своји, да бидеме своји на своето, сега ни се случува ова. Ова масло, во наодници кажано, или оваа ујдурма е направена од некои луѓе кои што тешко и дебело се платени од странство. Алексовски смета дека насилството кое се случува во земјава ќе се одрази и на следните поколенија на оние кои прават насилства. Се прават нашите продадени македонци, се прават за да ги продадат македонците, тие постени што веруваат во македонска нација, во библискиот корен на Република Македонија и да ја снемаат. За тоа добиваат тешки пари. Веле Алексовски во име на ГДОМ, како и на оние што свесно размислуваат за Македонија, повикува на освестување на македонскиот народ.
Денеска и утре 9 оделенците се запишуваат во средните училишта. Со оглед на тоа дека оваа година бројката на 9 оделенци е мала, се очекува и паралелките во средно да бидат намалени. Денеска и утре 9 оделенците треба да одлучат каде ќе го продолжат своето понатамошно образование. Уписите се во тек во 4 средни училишта во Велес. Според информациите кои ги добивме од директорите на овие училишта, велат дека очекувањата се да биде потполнет бројот кој е предвиден за учебната 2016-2017 година. Велат задоволни се од текот на денешниот ден со оглед на фактот што годинава во општина Велес мал е бројот на завршени 9 оделенци. Во гимназија Кочо Рацин за упис во прва година има 272 слободни места, во 5 паралелки по македонски јазик гимназиско образование, 2 спортски паралелки и една паралелка гимназиско образование на албански јазик. Од утринава па до сега можеме да кажеме дека сме задоволни со бројноста на запишаните ученици. Се надеваме дека и во текот на денешниот ден ќе продолжи. Како и секоја година и оваа учебна година, најголем интерес за упис во нашето училиште пројавуваат кандидатите кои што конкурираат во здравствената струка, односно во еден од образовните профили во здравствената струка, односно фармацевски техничар, медицинска сестра, физиотерапевтски техничар. И козметичкиот техничар. Исто така веќе бројката се зголемува. Одзивот до сега е задоволителен и ние се надеваме дека ќе запишеме доволно ученици во економско-правна и трговска струка со оглед на нејзината атрактивност на завршените ученици кои што наоѓаат свое вработување и го продолжуваат образованието во високообразовните институции. Имаме посетеност на учениците од 9 одделение. За проценталната посетеност премногу е рано да кажеме, меѓутоа сме задоволни. Еве, има за сега солидна бројка во однос на пријавените ученици. Очекуваме дека денес и утре ќе се пријават доволно ученици за престојната година. Во првиот ден од уписите, најголем број од 9 оделенците се запишаа во средното стручно училиште Коле Неделковски, вкупно 119. Во гимназијата Кочо Рацин бројот на ученици е 100, 95 9 оделенци се запишаа во средното стручно училиште Димитрија Чуповски, додека пак 60 ученици во економското училиште Јовче Тесличков. Во сообраќајна несреќа која се случи синоќа во Велес со тешки повреди се здоби 73 годишен пешак со иницијали БА, откако во него со патничко моторно возило Ford Focus удрил 44 годишниот БН од Велес. Увид на лице место направи екипа од СВР Велес и се работи на целосно расчистување на случајот. Едно лице е повредено во сообраќајна незгода која се случила синоќа околу 20 часот и 40 минути во Велес на крстосницата од улица Борис Трајковски и улица Благо Ѓорев, кога 44 годишниот БН од Велес управувајќи патничко моторно возило Ford Focus со велешки регистарски ознаки удрил во пешакот 73 годишниот БА, исто така од Велес. Во незгодата, пешакот се здобил со тешка телесна повреда, исчешување на десно рамо, фрактура на глава на десна рамна коска и шинување на десно колено, пошто е пренесен и задржан на лекување во јавната здравствена установа Општа болница Велес. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Велес и се работи на целосно расчистување на случајот. Членовите од мотоклубот Тиквеш Рајдерс денеска беа на прием кај градоначалникот Панов. Тие во знак на благодарност за поддржаната манифестација му врачија врамена мајца и дрес со надеж дека нивната соработка ќе продолжи во иднина. Во знак на благодарност за дадената поддршка, организаторите од мотоклубот Тиквеш Рајдерс денеска беа на прием кај градоначалникот Александар Панов. Момците изразија задоволство за подадената рака и дадената помош за успешно организираниот мотособир. Тие на градоначалникот му врачија врамена мајца и дрес со надеж дека нивната соработка ќе продолжи во иднина. Под раководство на Тиквеш Рајдерс и со помош на општина Кавадарци, односно дел од бизнис секторот, се случи тој настан за промоција на Кавадарци, на Моклиште, на 12 деца, на Тиквеш Рајдерс, на сите нивни пријатели, да Кавадарци живее еден викенд со присуство на моторџиите, со нивниот адреналин, со дружењето нивно и секако една
едно големо присуство на многу луѓе кои што не се од кавадарци во нашиот град, преку тоа нели да се запознаат и да се дружат меѓусебно. Членовите на Тиквеш Рајдерс како домаќини се задоволни од одзивот и посетеноста на нивното првенче Мотофест, на кој присуствуваа повеќе од 2000 мотоциклисти и гости од 18 клубови од Македонија и рекоа дека овој настан ќе прерасне во традиција доколку продолжи поддршката од сите надлежни субјекти. Мотофестот помина во најдобар ред, немаше инциденти, имаше околу 600 до 700 мотоциклисти и комплетно се околу 2000 луѓе, посетители на Мотофестот или на Мотонастан на Тиквеш Рајдерс. Планираме да остане традиција, секоја година да дискутираме традиционално. Настанот Мотофест беше организиран во време кога кавадарчани и кавадарци одбележуваат 2 големи годишнини, а тоа се стрелањето на 12 ваташки младинци и Тиквешкото востание. Една фузија помеѓу овие два најзначајни настани, историски настани за самобитноста, самоопределбата кон слободата на тиквешкиот народ и на македонскиот народ и честа која што моторџиите од кавадарци ја укажа по овој повод, така што мислам дека овие два трагични настани со овој еден светол настан, мислам дека се спојуваат во едно тројство и чествувањето понатаму има добра база за да се продолжи и да има своја историја, а да има и своја иднина. Членовите на Тиквеш Рајдерс се пасионирани љубители на животот на две тркала, адреналинот и мотоциклизмот, преку кои ја искажуваат нивната љубов, вештото возење и управување со мотор. Во нивното големо семејство членуваат луѓе од сите сфери и професии, луѓе од најразлични профили од јавниот живот, професионалци и ветерани. Во изминатите години Тиквеш Рајдерс се редовно присутни на сите мотособири во Македонија, со цел запознавање и дружење со љубителите на мотоциклизмот, мотокултурата и мотоспортот. Од петок цигарите поскапуваат, освен доколку производителите не решат да го компензираат износот. Зголемување на акцизата за 3 денари по кутија се предвидува за последен пат ова лето. Од наредниот 1 јули цигарите секоја година ќе поскапуваат по 4 денари за кутија. Во продолжение останатите вести од Македонија. Државната изборна комисија повтор пат со намален буџет. Според првичните пресметки, буџетот на комисијата требаше да изнесува 8,6 милиони евра. Тогаш беше посочено дека најголемиот дел од овие пари ќе бидат наменети за подготовка и реализација на предвремените избори, најавени за 24 април. По одлагањето на предвремените избори за 5 јуни, буџетот на Државната изборна комисија се намали на 7,4 милиони евра. По ребалансот, буџетот на оваа комисија од 8,6 милиони евра, планирани во првичниот буџет, се сведува на 1,7 милиони евра. Според ова, се поставува прашањето дали намалениот буџет на Државната изборна комисија значи дека годинава нема да има избори. Темата на билатералната средба која што се одржа во Белград на директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Цветан Трипуновски со неговиот српски колега Небоша Милосављевик беше за поинтензивна комуникација за побезбедна храна и отстранување на можните девијантни појави во делот што е обврска на Државниот инспекторат за земјоделство на Македонија и Управата за заштита на растенија при Министерството за земјоделство и заштита на животна средина на Србија. Средбата се одржа во рамките на активностите за меѓусебно уредување на обврските по подпишувањето на спогодбата меѓу владата на Македонија и владата на Србија за утврдување на граничната контрола во железничкиот сообраќај на граничниот премин Прешево-Табановце. Како што потенцира Трипуновски, ова е значајно за делот кој се однесува на граничниот фитосанитарен надзор на инспекцијските служби. На средбата е договорена и размена на искуства меѓу Државниот инспекторат за земјоделство и Српската управа. Англискиот јазик можно е да не биде веќе службен јазик во Европската Унија, откако Велика Британија гласаше да ја напушти заедницата. Зголемен е бројот на британци кои бараат ирски пасоши. Свето денеска. Англискиот јазик е вториот јазик кој се зборува од најмногу луѓе во светот и главен работен јазик на европските институции, но тој може да отпадне од листата со официјални јазици на Европската Унија, откако Британија го напушти блокот
изјави шефот на Комитетот на Европскиот парламент Данута Хубнер. Секоја земја членка на Европската унија има право да номинира еден јазик за официјален. Хубнер додаде дека англискиот би можел да остане работен јазик во Европската унија, дури и во случај ако веќе не е официјален, но дека тоа би требало да го прифатат сите држави членки на унијата. Поради одлуката на британците да излезат од Европската унија, дојде до пораст на барањата за добивање ирски пасош за полесно влегување на територијата на унијата, соопшти Ирското министерство за надворешни работи. Службата за издавање патни исправи наведе дека формуларите биле разграбени, а во амбасадата се добиени над 4000 прашања за пасош, во споредба со вообичаените околу 200 дневно. Секое лице кое е родено во Република Ирска или во Северна Ирска или кое има родител или баба и дедо ирци, има право на ирски пасош. Околу 6 милиони луѓе кои живеат во Велика Британија имаат ирски пасош. Вчера во централниот планински дел на Колумбија сурна хеликоптер при што загинаа 17 колумбиски војници. Хеликоптерот сурнал во провинцијата Калдас на околу 180 километри од Богота, на пат кон провинцијата Чоко за војната база Толемајда. Според првите информации, причина за несреќата е лошото време во регионот. Во август лани, 16 полицајци загинаа во Колумбија како хеликоптер сурна при операција за борба со шверцери на дрога во североисточниот дел од државата. Утре не очекува сончево време со умерена облачност. Долж поврдарието ќе дува засилен северен ветер. Деталите за временската прогноза во продолжение. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Пријатно.